Нова сезона, нов клуб за Димитар Димитриевски. Први впечатоци од Еврофарм Пилистар 2. И која беше причината да заменеш од Скопје? Па добро, да, нова средина, првите впечатоци се одлични. Значи, екипата солидно ме прифати, го познавам новиот тренер. Тој не е нов тренер, бидејќи сум работел јас со Ацо и претходно во Металург. Причината што заминав од Вардар е поради јас осетив дека доколку немам јас минутажа на овие години не играм, дека едноставно секогаш само одиш надолу и седиш на клупа, немаш минути за играње. Ни еден тренинг, јак тренинг не може да ја замени таа утакмица, тие 60 минути играње и мојата одлука беше да го напуштам Вардар со цел да дојдам до клуб кој ќе ми овозможи напредок и да имам минути за играње, кај што јас ќе напредувам и ќе уживам во играта. Продолжуваш кариерата во Еврофарм Пилистар 2, меѓутоа почнуваш на нова позиција, односно се враќаш на старата позиција. Може да е некој ресет на твојата кариера, како да го оцени? Па добро сега, не е таа пак како што кажа нова позиција. Ресет, може би да е ресет, ќе видиме времето да покажи. Јас уживам на таа позиција. Секогаш кога сум кажувал да, моја позиција беше секогаш среден бек. Но од љубовта према ракомет и од тоа што сакам јас да играм ракомет, прифатив и лево крило и јас би прифатил и десно крило, пикер, голман, било што, бидејќи јас сакам таа игра и сакам да играм ракомет. И оставуваме времето да покажи како ќе се одвива сето тоа. Ако крилата зависат од играта на атаковите, сега голем дел од играта на тимот ќе зависи од централниот бек и од разигрувањето. Значи, колку новата улога во тимот ќе ти ја врати желбата за ракомет или ќе те мотивира повеќе за да покажеш повеќе? Па добро, секако мене дека ќе ме мотивира. Сметам дека голем плюс за мене на среден бек е што во Вардар начекав играчи како Чупич, Тимур, Сташ посебно на среден и знаевме да украдиме некој детал кој е многу битен за било кој во играта и за секој момент што може да се деси и да ти помогне од сам тренинг. Да, и секако дека можеш ти да научиш. Но пак идеме до тој момент кога тренинг е едно, а утакмицата ти е 60 минути кај што ти мора да дадеш максимум. Секако и на тренинг даваш максимум, ама тука на утакмицата сите се очекува резултат, екипата има цели и тие цели мора да се исполнат. Кои се очекувањата од оваа сезона? Да го гледаш Еврофарм Пилистар 2 на крајот на мај? Па добро, на крајот на мај да бидеме реални, имаме добра екипа. Имаме доста млади играчи, подкрепени со неколку постари, Васко, Џукич и Благојче Нагол. Јас искрено очекувам дека повторно екипата ќе го обезбеди тој плейоф и кај што ќе можеме да се надигруваме со тие најдобри плейоф екипи. А останатото е наше да покажеме колку можеме, да дајме максимум и да оствариме таа цел. Ќе видиме. Те благодарам.